Само што дознав дека јас сум најмладиот драмски автор во историјата на драмски театар. Ова беше стварно неочекувано брзо за мене. Многу ми значи тоа за мене големо достигнување и дефинитивно поттик и показател дека со мојата професија човек може стварно да направи нешто. Одговорот е дека има шанси на вистина да биде поставен одреден текст или да биде виден одреден млад културен уметник, ако се најде на право место во право време. Мислам дека тајмингот е најверојатно и најважното нешто за да воопшто има некој шанса да се покаже во оваа професија. Тој беше во комисија кога јас го полагав мојот испит, каде што испитната вежба ми беше текстот "Така зборуваше Гертруда". И некако во тој момент така се најдовме, јас го изнапишав диалогот во рок од 2 недели за да можеме да аплицираме и од таму почна се и сега сме тука. Така зборуваше Гертруда е представа која што зборува пред се за правдата, како секој еден засегнат во општеството ја доживува таа правда, не само општествена или правна правда, туку воопшто Божја правда и еднаквоста помеѓу луѓето и животните и како сето тоа треба ние да го научиме од тие базични инстинкти кои што животните ги имаат, како мајчинство, топлина и други чувства кои што човештвото полека ги замира. Да бидам таму исто така дел од тие луѓе кои што имаат кариера зад себе и многу повеќе текстови од мене напишано, исто така ми значеше толку многу што може да се препознае сепак и на друг континент, нели, текст кој што јас го имам пишувано во Македонија. Проблемот со луѓето е што сите се исти, сите стануваат валкани и почнуваат да мирисаат на расипано. Да го убиваш, битно е да го оправдаш животот, око за око, зап за зап, тоа би требало да ти биде познато.